На денешен ден во 1793 година францускиот генерал Наполеон Бонапарта ја извојува својата прва значајна воена победа, поразувајќи ги англичаните и заземајќи го Тулон, што представуваше негов прв чекор кон превземање на апсолутната власт во Франција во 1799 година. На овој датум во 1842 година Соединетите Американски држави ја признаа независноста на Хавај. Оваа пацифичка земја во која доселеници од САД пристигнуваа од 1820 година, одземајќи ја земјата од домородното население, само формално стана самостојна. Хавајската династија во 1875 година прифати целосна политичка и економска зависност од САД, кои во 1898 година ги претворија Хаваите во колонија, а во 1959 година со одлука на Конгресот тие станаа 49-та сојузна држава. На денешен ден во 1848 година умре англиската писателка од ирско потекло Емили Бронте, која трајно се вгради во светската книжевност со романот Оркански висови. На денешен ден во 1863 година англискиот пронаоѓач Фредерик Колтон во Лондон го патентира линолеумот. На овој датум во 1907 година во селото Долна Грашница во близина на Ќустендил умре и беше погребан Димитрија Поп Георгиев Беровски, македонски револуционер, учител и војвода, идеен водач на Разловечкото востание од 1876 и на Кресненското востание од 1878 година, близок соработник на Гоце Делчев. На денешен ден во 1915 година родена е француската пејачка од италијанско потекло Едит Джована Гасион, позната како Едит Пјаф, малото врапче, символ на француската шансона. Таа компонираше и пишуваше текстови за своите песни, а нејзини познати дела се автобиографијата Мојот живот и На балот на успехот. На денешен ден во 1950 година Советот на НАТО го именува американскиот генерал Двајт Ајзенхауер за врховен командант на силите на Алијансата во Европа. На овој датум во 1972 година капсулата на вселенскиот брод Аполо 17 се спушти во Тихиот океан, со што заврши програмата Аполо, американската програма за човечки летови во вселената. На денешен ден во 1984 година британската премиерка Маргарет Тачер и кинескиот премиер Џао Цијанг во Пекинг потпишаа договор според кој Хонг Конг по 99 години британска управа на 1 јули 1997 година премина под суверенитет на Кина. На овој датум во 1991 година германската влада ги призна независностите на Словенија и Хрватска. На денешен ден во 1991 година Собранието на Република Македонија ја усвои декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. На овој датум во 1991 година на патот Скопје-Белград во сообраќајна несреќа загина Јордан Мијалков, првиот министер за внатрешни работи на Република Македонија по прогласувањето на независноста. На денешен ден во 1996 година умре италијанскиот филмски актер Марчело Мастројани, еден од најголемите европски актери на 20 век, препознатлив по улоги во филмовите Сладок живот, Развод на италијански начин, 8,5, Ноќ и Мирис на жените. На овој датум во 1996 година умре Јулиј Харитон, еден од најпочитуваните руски научници и сметан за татко на советската атомска бомба. На денешен ден во 1997 година во Токио умре Масару Ибука, соосновач на Sony Corporation,
и пионер во развојот на магнетофоните, транзисторите и телевизискиот систем Тринитрон. На овој датум во 2003 година Либија, Соединетите Американски држави и Велика Британија потврдија дека е постигнат договор со кој Триполи се откажува од програмите за хемиско, биолошко и нуклеарно оружје и прифаќа безусловна меѓународна контрола. На денешен ден во 2011 година Лихтенштајн започна со примена на правилата на Шенгенскиот договор, станувајќи 26-та членка на Шенген зоната и 4-та држава надвор од Европската унија што се приклучи кон оваа спогодба.